Еве, со оглед на тоа дека долги години е во Чешката република, че таму има студирано, најголем дел од своите филмови ги има реализирано токму во таа земја. А од друга страна има изградено автентичен, специфичен филмски израз. Јас би прашал, постојат ли некакви посредни или непосредни влијанија, кои помалку ли повеќе го имаат детерминирано вашиот стил, вашата филмска естетика, вашиот филмски израз? Да, благодарам што дојдовте и тука. Не очекував дека во толку голем број. И подобро е овде малце за мене, бар можем и јас да ве видам, таму беше темница, вака бар знам кој не ме поднесува, кој ме мрази, кој ме сага. Значи се познава. И да одговорам на прашањето, јас би зборувал пред се за овој филм што го гледачите, затоа што старите филмови се стари. Мада и овој филм е нов, јас се извинувам, не можев да дојдам на почеток затоа што каснеше авионот во Белград, окапавме неколку сата. Инаку на почеток јас ќе кажев дека всушност филмот е нов, ама стар. Стар е по начин на реализација, стар е по некој си дух, стар е како еден омаж, да кажеме, како една благодарност до некоја си кинематографија која што денес е мртва. Значи пред се некои 40 и 50 години. Истовремено тоа е, да кажеме, една моја некоја си благодарност, да кажем, за филмовите кои што мене некогаш пред 100 години, може и пред 2 века, ме формирале. Што значи пред се 50 Холивуд, Вилијам Вајлер, Хауард Хокс, не знам, Орсон Велс, секако со неговото влијание на користење на мизансцената како најзначајно изразно средство и така натаму. И тоа се сите елементи кои што во овој филм некако се проектираат. Секако многу полошо, пошто тие се многу подобри режисери од мене. Но се трудев, да кажеме. Истовремено не е само манира, бар сметам дека не е само манира, затоа што содржински овој филм секако историски припаѓа во тој некој период. Значи има некаква причина и естетски и така натаму да и формално изразно да ликува, да кажеме, на тие филмови. Значи тоа е некоја си основна поедовна точка. Истовремено, ако сакате да се сведе некоја основна идеја на овој филм, секако постои тој некој судир на црното и белото, нели, постои судир на доброто и злото, ако сакате така да ги наречеме, мада тоа прашање на секако е теозофско и на основата на злото и основата на доброто и така натаму, но тоа можеби ќе биде понатаму, сигурен сум, ќе биде дел од разговорот. Јас ќе се трудам да одговорам, јас знам многу малку, а истовремено и иако е овој филм нов, за мене е завршен пред некој период кој што е доста долг, бар во мојот живот и во мојата ангажираност со многу работи, затоа што е завршен пред некое време. Истовремено многу долго е сниман периодот на процесот на снимање, тоест на реализација, цела беше екстремно долг, што значи јас веќе за некои работи воопшто не се сеќавам дека воопшто сме ги снимеле, камоли како сме ги снимеле и зошто сме ги снимеле. Благодарам. Благодарам. Во некои ваши филмови допирате до некои историски епизоди. На дел оддив на публиката и се познати, меѓутоа има некој сегмент од нив кои што се помалку познати за публиката. Дали
Некрстени денови е филм кој што е целосно или делно заснован на историски настани или пак е потполно или целосна фикција. Иако има таква, да речеме, такви елементи кои што се историски автентични, кои се тие всушност? Бидејќи е филм кој што е снимен во Словачка, на тие простори, поврзан со таа историја, на тој дел од Европа, па ако веќе постои такво нешто, да ни го доближите едноставно. Да, разбирам. Во таа смисла, ова е работено според една кратка приказна на писател кој што се вика Франтишек Швантнер. Тој е икона на словачката литература во една од иконите. Нешто слично како Живко Чинго кај нас, да кажеме, иако секоја компарација секако не е доволна, но во таа смисла, значи, го учат децата како литература во училиште и така, значи Швантнер сите го познаваат и некогаш проклетството на овој тип на писатели, така да наречени национално благо, да кажеме, на некоја култура и така натаму, имаат понекогаш проблем што сите ги познаваат, а никој не ги чита. Што значи дека кога добив понуда да го работам овој проект, постоеше само таа кратка приказна, која што тој писател веќе не е меѓу живите, но ја го пишувал во периодот, токму тој период кога што се случува, од прилика некаде од крајот на 30-тите години, значи настапот на фашизмот до некоја 42 година. Да кажеме, тоа се збирка на неколку приказни. Оваа приказна словаците створија во својата историја некој си прозаичен бран или правец, кој што некако го нарекуваат во лирична проза, но реално јас кога го прочитав, не го имав читано до тогаш, кога го прочитав приказната и пошироко неговото дело, сватив дека практично е некој си магичен реализам, ако би се гледало во светски или европски рамки, просто тоа е магичен реализам. Само словаците, исто како и ние, имаат потреба за идентитет, иако го имаат доволно исто како и ние, но потребата е секогаш посилна, нели? И затоа просто според мое мислење створиле некој си правец наречен на одреден начин за да биде уникатен во таа смисла. Но литературата беше одлична како литература и тука ќе си дозволам уште една споредба со Живко Чинго, со неговата голема вода. Исто така беше всушност многу тешко да се преведе во филм, затоа што едноставно барата со литературата на еден врвен литературен начин, што значи се изразува низ тие типични аспекти на литературата, што не се прикриваат со некои делови, се прикриваат со филмската уметност, некои не. И тука е главниот момент. Но затоа што тој пишува во Словачка, може за тие што не знаат историски, Словачка во 39 година, во моментот кога Германија навлегува во Чехословачка да ја окупира, тоа е 15 март 39 година, пред да почне Втората светска војна. Значи, во тој момент, еден ден порано, 14 март, Словачка изјавува независност како држава, но е фашистичка и истовремено е клерофашистичка, затоа што постои спој помеѓу црквата католичка и фашизмот директен, затоа што Тисо, председателот на Словачка, тој момент станува председател на Словачка, е практично католички кнез.
Значи доаѓа до една јака симбиоза на фашизмот и на католицизмот, која што не е непозната и у други аспекти, нормално Ватикан и така натаму. Мислам да ден денес се црвене за некои своји настапи во текот на Втората светска војна, но секако зашто доаѓа до враќање на овој момент во филмот е затоа што во Словачка во денешно време настапот на неофашизмот е многу јак и видлив во денешното општество, и тоа е еден од главните проблеми што не ги мачат, а истовремено постои некоја стигма, значи чувство на срам, чувство на некоја грешка направена за која што не сакаат многу да зборуваат, точно е тој период, да кажем, на тоа фашистичко минато. И тоа е нешто што кога ќе го допрете, они не се многу среќни. Значи со крајот на овој филм они дефинитивно не се многу среќни. Затоа и ќе бидам протеран набрзо од таму. Но навикнат сум од сега да ме протеруваат, не е проблем. Во таа смисла сакам да кажам една работа која што стално ја кажувам кога некој ќе рече, ама тоа е минато, зашто сега проблематичното минато денес да го повлекуваме и да го враќаме на некое светло, кога веќе е минато, не знам колку децении се поминати од тој период. Јас секогаш раскажувам една кратка приказка за еден момент, таму при крајот на филмот, ако се сеќавате, има еден момент кога маршираат, тоа се на тако фашистички марш и пеат една песна која што тоа се застапници на фашистичкото движење во Словачка, Глинковци, според нивниот водач Глинка. Тоа беа статисти. И во сценариото не постоеше пеење на песната, тоа е нивна химна фашистичка на тие тогашни глинковци, нормално денес се забранети со закон, секако. Јас ми текна дека би можело да би интересно дека во тој марш да пеат песната. Излегов и ги замолив сите овие статисти дали би можеле да пеат оваа песна. Замислете дека ниеден не праша за зборовите, а сите ги знаеа. Тоа е секогаш тоа што јас им го кажувам, па сега браќа, тука сме значи на тенко. Ајде. Во ред, благодарам. Значи филмот дефинитивно поседува, има повеќе елементи кои што ќе се квалификуваат како значи високо квалитетни, меѓутоа еден од адутите и одличната филмска фотографија. Од што произлезе таа одлука да овој филм да биде снимен во црно-бела техника? И дали лично сметате дека со самиот тој потек се придонесува за уште поголема автентичност на самата приказна, со оглед на времето, историските околности што ги пренесува и така натаму? Прошто зборувавте за тоа, меѓутоа сега зборуваме за тој технички аспект. Практично одлуката да филмот да биде црно-бел постоеше од почеток. Во тој правец сакам многу да им се заблагодарам уште еднаш на продуцентите, на главните продуценти од Словачка, кои што не избега од таа одлука. Додуше кога го монтиравме после филмот, доаѓаше продуцентот и прашуваше дали може малце боја негде да ставим. Ама значи и навистина понекаде за тие што приметија има боја, постои тој и тамо, значи но не пореди продуцентот. Но значи секако има три причини зашто е црно-бел. Првата причина е секако содржинска, значи црно-белата фотографија во секој случај автоматски евоцира нели некоја одредена документарност или ти некој си историски аспект. Значи
филмот е историски, се случува во некој одреден период и секако црно-белото повеќе го доловува тој, да кажеме, тој дојам на епохата. Значи, содржинската причина е една од причините секако доволно јака и за мене, бидејќи практично филмот според приказната како магичен реализм, така е според мене врвно стилизиран. Значи, далеку е од било каков натуралистички или реалистички, да кажеме, аспект на презентирање, значи реализам не може да најдете нигде реално. Тоа не значи дека не зборува за реални работи или не прикажува вистините работи, но како форма на фотографија и естетски израз е практично стилизиран. Значи, автоматски некој баланс црно-белото доаѓа, пошто црно-белото истовремено е стилизација и истовремено е некое си чувство на реализам поради нашата меморија и сите архивски снимки се црно-бели, мада тоа веќе не важи, пошто дигитално сите ги бојат. Тоа е еден аспект. Секако вториот аспект е естетски, бидејќи има некој судир на добро, на зло, и црно-белото е нешто што приликува на тоа. Истовремено постои нешто лично. Јас обожавам црно-бели филмови. Просто црно-белата фотографија е нешто што многу сакам и едноставно тоа е исто така причина. И третата причина е некако и практична многу, знаете, кога работите на филм кој што е ваков историски, реално нашиот буџет би требало да е, да кажеме, 2 пати поголем него тој што го имавме на располагање. Што значи дека и од практична гледна точка црно-белата фотографија, поготово ваква затемнета, контрастна и така натаму, е многу помилосрдна кон тој аспект на детали и така натаму, кој што мора да се историски верни и кој што секако ви додаваат уште еден елемент формален со кој што мора да се бавите, а тоа секако е многу проблематично, затоа што не само што мора да ги најдете сите елементи на сценографија и така натаму, не набројам, во историски точно, во облик точно, туку мора и истовремено да се во боите точни, што е додатен проблем и секако е додатен финансиски аспект. Значи, тоа се причините зашто е тоа така и секако е откривање на повторно откривање на нешто што сме заборавиле. Јас, кога сум снимал последен црно-бел филм, некоја 99-та, значи, реално треба да во процесот, што се кога, значи, постои некој предизвик, филмот е пасија и без предизвик не е добро, едноставно. И во тој аспект е некаков предизвик одново да се открива тоа на кој начин и како треба да се работи со црниот белиот филм, пошто има многу големи разлики во начинот на осветлување, местење на светлото и така. Многу се потехнички тие работи. Благодарам. Би сакал малку да проговорим околу самиот наслов на филм. Значи, вие предложивте македонска варијанта на насловот на филмот да биде на крстени денови. Таа синтагма на крстени денови обично, барем ние кај нас, ја поврзуваме со една, би рекол, фолклорно-религијска традиција, која што упатува на еден период од христијанскиот календар, кој што се движи од деновите од Христовото раѓање до неговото крштевање. Иако според учењето на христијанската црква, од која да е конфесија, значи не би се сложиле. Значи, луѓето кои што
ете, на некој начин се занимава тако нешто повеќе со каноните на црквата. Која е символиката на самиот наслов на Крстени денови? Практично е во еден период филмот реално неговиот наслов беше и на словачки беше Фашанги, што значи буквално значи некрстени денови или тој период на после, и он на крајот од филмот постои како таков, значи нивните традиции со маски и така натаму, со идење на гости, со музика, со танец и така натаму, обележување на тој период, но истовремено во нивниот обичај постои тоа дека тој последниот ден, последната ноќ, жената има право да се однесува против сите законитости и против сите канони, така да ги кажам, на општеството, на комуната, на тоа што, значи, само тој еден ден, една ноќ, на жената и било дозволено да биде равноправен човек. И тука тоа ми беше мене најинтересното и затоа сакав да остане насловот практично и на словачкиот филм. На крај продуцентите одлучија да го вратат насловот кој што е насловот на кратката приказна, поради тоа што е сврзано со писателот и затоа што е познато и така натаму. Иако практично нема некој конкретно значење, е само ознака или име на селото кое што во кое што се случува приказната и кое што е нормално, каде што се случува гревот, каде што и така натаму. Но тоа беше нивната одлука. И сега, затоа што врз македонскиот наслов никој не влијаеше, јас го оставив тој што мене ми се допаѓаше. Како таков. И затоа го оставив. Меѓутоа, символиката за мене беше токму таа, иако тоа во филмот никако не е, филмот не е дидактички, нити е фолклорно документарен, значи он не ги објаснува работите, но тоа беше нешто за мене интригантно, затоа што секако положбата на жената во општеството, воопшто во системот на постоење е тема која што е практично главна во тој аспект. И тука некои работи, барем од моја гледна точка, многу се поклапаа, затоа што главната девојка која што едноставно посакува да стане составен дел од системот, кога ќе стане составен дел од семејството, од начинот на живење, од тоа дека тој таткото, мажот е главниот и така натаму. Историски навистина било реално многу брутално целото тоа. Тоа е факт, ние во нашиот филм е практично многу поублажено отколку реалноста која што постоела во аспект на оваа тема. Но од таа смисла таа ќе посака да се од таа голема желба да стане составен дел од тоа што не и се чини дека е начинот на живот како што треба да се води, значи семејство да припаѓа некаде и така натаму, одеднаш се наоѓа во обратна позиција дека тоа е нешто што нормално и носи и допринесува огромни маки, но ќе проба тоа да таа судбина своја да ја скрши и да не стане само жртва. Тоа е за мене беше нешто што беше многу важно, затоа што жената треба да има секако равноправност, апсолутно. Треба да има право да живее така како што сака, но треба да има право на одлуки. Со тоа значи дека треба да има право и на лошите одлуки. Затоа што само така со одлуката доаѓа и одговорноста.
Значи, многу често во некои аспекти на феминизмот е така што е побарување за досегнување на некои работи без да се прифати одговорноста. Што не значи за целиот феминизам, воопшто не, но екстремниот феминизам многу одредени аспекти е таков. Што е проблематично за мене? Значи, и тоа беше главната идеја, значи она без разлика можеби ќе дојдеме подоцна до исто така прашање дали е кој што често го добивам, значи дали навистина се заљубува во него или е тоа стокхолмски синдром. Но можеби ќе дојдеме до тоа. Ќе оставиме нешто и за публиката, меѓутоа еве јас би си дозволил вака, не сакам да го узурпирам времето, меѓутоа би си дозволил уште едно прашање да упатам. Значи, филмот изобилува со предапокалиптична атмосфера, доловено на суптилен начин. Значи, прашањето на доаѓањето на Антихристот според библиското учење е едно од тие што е отворено во самиот филм. Од друга страна, филмот отвара многу други прашања и проблеми, дилеми кои што се од морален карактер, аналогно на она што би го носела потенцијалната апокалипса. Па ме интересира што конкретно ви спровоцира токму да се одлучите за такви мотиви и за таа сценаристичка предложка. И ако зборувавте вие предмалку за делото според кое што и за авторот според кој што е работен филмот и вие сте учесник во креирањето на самото сценарио. Околу тие пунктове конкретно. Да, секако е, тие мотиви постојат, многу се изразити затоа што практично се користат цитати, иако цитатите се од литературата, затоа што Швантер не ја цитира дословно Библијата, туку е на одреден начин ја парафразира, но практично го парафразира секако делот во тој што го спомнавте. Но за мене беше важно да, знаете, кога човек ќе добие задача во таа смисла да обработува литературно дело, вие не смеете да отидете предалеку во адаптирање на делото, во смисла на менување на делото, иако адаптација е потребна, бидејќи го пренесувате од некое изразно средство, литература, во некој сосема друг систем на раскажување, нарација и така натаму, што е филмот. Но една работа е пренесувањето, а втората работа е некоја адаптација, а третата работа е оддалечување од оригиналот, бидејќи не постои границата, точно никош не може да ја одредите, но во секој случај има некоја граница каде што веќе доаѓа до прашање, ако веќе толку сакам да го менувам оригиналот, зашто не си напишам нешто свое? Зашто сега го мачам и го силувам авторот? Значи, јас на тоа често мислам и се трудам никош да не отиде, значи, сите елементи кои што ние имаме проблем во тоа што приказната е кратка приказна и навистина, јас мислам дека има само 16 страници. Значи, во таа смисла нема доволно материјал за целиот филм. Но јас ги баравме мотивите, значи не конкретно, но мотивите со кои што авторот работи, писателот и во другите своји приказни, своји другите дела, и тие ги вклучувавме. Значи, практично духот на авторот е комплетно застапен и присутен. И затоа повеќе прашањето реално е до него, зошто работи со тие мотиви. Јас само го слушам авторот. Во таа смисла не го разбирам секако зошто е прашањето на апокалипса како таква донесено, затоа што ова целата приказна е раскажена од една девојка која што преживува катастрофата,
Швантнер пишува врз основа на вистинско случување од 30 години, каде што лавина на вистина прави една голема трагедија и катастрофа во тогашна Словачка, но значи се инспирира од тој аспект. Секако е интерпретацијата негова дека гревот води кон други гревови. Нели, тоа е една спирала во која што се вовлечени постепено сите кои што во тоа општество живеат, во таа заедница, некако живеат затоа што првиот грев го прави тој, газдата, но вториот грев го прави она, Јулиша, кога сушност возвраќа, третиот грев го прави кнезот или попот, кој што практично ја прикрива таа лага за да искористи нешто во доброто на црквата, да се изгради, да се и така натаму. Значи, одеднаш сваќате дека сите се соучесници во една криминализација на гревот. И решението на Господ е просто да ги срамни со земја. И веројатно таа единствената невина да ја остави како жива, како сведок кој што може да раскажува. Но сведокот, меморијата на човекот е неточна, потпаѓа под многу влијанија, емотивни и така натаму. Тоа има цели студии, нели? Што значи дека прашањето колку релевантен е раскажувачот. Значи, колку навистина е тоа верно, колку е интерпретација, колку е тоа интерпретација на некој верник и така натаму. Тоа се некои прашања кои што негде лебдеат во просторот и немаат конкретен одговор. Во ред, благодарам уште еднаш. Значи, натаму не би се дрзнал да продолжувам, иако има уште доста што да се каже и да се прашува и да се разговара. Би оставил време и можност за прашања, коментари од страна на публиката. Ве повикувам, ве поканувам, повелете, значи, со своји прашања, со своји коментари. Повелете. Значи за сценарио и за писател од Словачка. Практично, може ли да ни појасните, знаеме сега дека порано беше тоа Чехословачка, меѓутоа сега сте Чешка и Словачка. Како дојде понудата практично од продуцентот кој да е да поработи овој филм? Практично многу едноставно, така што јас морам да сум стално во движење. Како автор, дур не ме фатат. Разбери, јас доаѓам во некоја држава, тамо нешто правам и пред да ме сватат дека ги лажам и практично дека не ме бива многу, ќе избегам. Сега, одеднаш се намалија бројот на земји каде што не сум работел филм. И за чудо, Словачка, кој што најблиску, не беше на списокот. Но, јас во Словачка работам доста долго веќе како драматург, работам како сценарист или косценарист, релативно некој веќе период, држам некои воркшопови и така натаму, значи реално постојам таму на таа, да кажеме, таа индустрија филмска. И во еден момент на продуцентите кои што благодарејќи на Големата вода беше копродуцирана од Словачка. Тоа е малку познато, но вистинито. И како миноритна копродукција со мал некој влог, но тогаш беше тоа доста значајно и тој мал влог. И од датирање на Големата вода, тие продуценти размислуваа да дури имавме некој проект кој што требаше да се работи
врз основа, не знам, еден романски писател и така натаму. На крај тек овој проект успеа да биде реализиран. Значи претходно имаше 2-3 проекта сигурно кои што требаше да ги работам словачки, но така е во оваа индустрија така, имате 10, 20, 30 проекти, 1-2 на крај ќе успеете да ги реализирате. Значи пред се големата вода е причината зошто сметаа продуцентите дека јас сум погоден за да го работам овој филм, нели, и причината историски врз основа на литература на писател кој што е така национално ценет и така натаму, значи тоа се некои сличности кои што предпоставам ги водеа кон таа одлука. Од моја страна, јас кога го прочитав приказната и после неговото дело, бев восхитен од делото. Само знаев дека е тешко, но практично тоа беше мојата причина зашто да го прифатам овој проект. И затоа што некои од тие аспекти кои што се внатре се универзални, значи ги разбирам, разбирам многу работи, многу повеќе разбирам, би рекол, од некои словаци, во таа затоа што мојот татко се уште бил од село, село кое што до ден денес има само земјан пат, на вршна планина и така натаму, и јас се сеќавам на посетите на тоа село некаде кога сум бил дете и кога сум бил млад, и тоа е реално во 80-ти години, 90-ти години, да кажеме, од 20 век изгледало како што изгледале во Словачка тие села во 20-30 години. Значи, и јас имав најголемо искуство како изгледа словачко село од 30 години, од сите тие таму, да кажеме. Благодарам се уште еднаш до режисерот. Повелете, значи, јавувајте се слободно со ваши прашања, коментари. Повелете. Ви траеше снимањето и тоа е главност. Кој ќе се сети на тоа? Беше многу проблематично, траеше долго периодот на како што реков на снимање, но не толку по број на конкретни денови на снимање, толку периодот. Периодот беше голем дел, проблем беше начинот на финансирање. Општо индустријата и начинот на финансирање во Европа е ја би рекол срамен. Но да го оставиме таа тема. Во таа смисла, значи денес е просек дека филмот вие кој ќе почне да работите, реално просек е дека го работи 4 до 5 години. Што е просто несматливо. Но во таа смисла уште словачкиот фонд за кинематографија имаше некој проблем дека прво даваат некој дел кој што не беа толку мали пари, е као девелопмент, ама истовремено реално беа доволно добри пари, они чекуваат дека ќе снимите дел од филмот за да ги убедите, некој мал сегмент од филмот за да ги убедите дека тоа вреди. И јас би бил многу вулгарен ако кажам што мислам за такви работи. Значи, тоа као, замисли да некој столар ќе му дојде и ме направи ми една ногарка, те молам сега, од масата, да видам, јас ќе доам за 2 години да видам од прилика како изгледа тоа, па за 3 години ќе ти кажам дали ќе ја правиш масата. Така се прават филмови. Значи, мене и сега он вика, дали сакаш да снимеме само некој као пилот или некој само. Јас им реков, не, дај да, тоа е гревота да не ги искористиме тие пари, пошто мањкаат после
во продукцијата и успеавме да снимиме 4 дена снимање како предснимање. Во таа смисла приказката овозможуваше да се направи така, значи целиот тој дел што е после апокалипса, речи се целиот дел, значи тоа што е во црквата, нејзиното доаѓање и така натаму, голем дел од тоа е практично снимен во тие 4 дена. Благодарејќи на тоа, значи актерот кој што го глуми бискупот доживеа премиера 4 години после својата смрт, бидејќи ја заврши улогата во тој краток прв период. Одличен актер, го поздравувам горе. За жал се отиде така, но во таа смисла снимивме нешто што тек требаше да се афирмира како возможно за и податно за снимање или за финансирање од нивна страна. Тоа практично траеше следни, не знам, година и пол, па одобрија парите, некако се направи буџетот, се направи практично се скоцка некако буџетот конкретен и потоа тргнавме во снимање главниот дел. Но се работи за неколку временски периоди на годината, значи не може да ги снимите во еден период и така натаму. И потоа, чекајќи зима едната година, таа година не падна снег никаков просто. Сите викаат, не, тука сигурно, тука има секојаш снег, најголемиот снег во Словачка е тука, секојаш паѓа и тоа секојаш паѓа на средина на декември и стои до не знам кога. Не падна, брате, ни капка. Значи, цела една година помина, бидејќи просто некои работи не може да ги фейкувате. Просто нема за такви, кај што треба да има во приказката лавина на крајот снег, не може малце тука снег, пена од ватрогасци и така натаму. Просто не иде. Значи чекаме до следната година, следна година повуци потегни, некако успеавме последниот, јас кога идев да се сними нормално и секогаш се намалува. Требаше да има 2 недели снимање, опстана една недела снимање, опстана еден ден. И сега треба све во еден ден. Значи тоа целата зима се тоа е снимано во еден ден. И тој ден беше таков што почна корона. И јас само што влегов у Словачка на снимање вечерта, ги затворија границите од Словачка. И не се тоа беа тие првите моменти, ништо не се знаеше што ќе биде. И снимајќи, добро, тука сум, ќе снимаме, снимајќи, дојде некој од екипа и ми вика, мора да завршиме денес на време, пошто на 12 наполниот Чешка затвара граници и јас реков, леле, ќе останам негде, немам што да ќе правам. Значи, во таков еден притисок се снимаше и сега од тие моменти, значи целото снимање практично беше во некој период од 5 години. А кога ќе додаете еден период од 2 години најмалце пишување сценарио и година и пол сигурно постпродукција до 2, значи тоа е период неверојатен. Нормално беше екстремно и со короната и така натаму. Меѓутоа, големо, но доаѓа до некои парадокси. Например, ако ви текне сцената каде што он ја силува, нели, на поле, со сигнификантниот коњ во позадина, одма после таа сцена е сцената, нели, она се чисти и така натаму, ми вика, ако уште еднаш пробаш ќе те убием. И така натаму. И сега он ја силува и она се чисти, ама 5 години подоцна. 5 години подоцна. Се приметуваше актерката, добро дојде во приказката, нели, зашто е така
она под притисок и во тежок период од својот живот, значи тоа брчки и се тоа све играше. Игром случаја. Ама за жал, например, ни остана една сцена од почеток на приказната, кај што се уште треба да изгледа онака младо и свежо. И таа сцена остана, бидејќи имаше некои проблеми со локацијата, не знам што, остана за негде за пред крај. И јас викам, добро, се ќе направиме крупен кадар, неизин и така, и гледам на монитор, нешто не е во ред. Викам, дај, што е проблемот? И свати, вика, не може да направам крупен кадар. Просто се познава дека е постара, просто се познава. Беше, баш на тој период, она е доста baby face и така, она доста изгледа младо и свежо, ама не е толку, тогаш имаше 30 година. Значи изгледа многу ама тоа е тој период кај што промените доаѓаа, веројатно и нешто се дешаваше во нејзиниот живот. И така, значи има доста такви парадоксални работи кои што го носат ова вкупно. Може би имаше некои 43 до 5 дена снимен, така нешто во таа смисла. И секако е, стално е повуци потегни со, ти бар знаеш, со пари, со финансии, со, нели, стално сакаат нешто да скратат, да направат и така. За жал, начинот на кратење секојаш некако примитивен и не функционира баш најдобро и некогаш знаете, например, нема пари, значи тој градот кај што не доаѓаат, ако и текно има неколку кадри такви на тоа плоштадот, нели, кочијата доаѓа со коњите и така натаму, и тоа изгледа навистина историски и така натаму. И нормално они прво сакаат тоа да го снима некоја уличка кај што не се познава дека сме во денешницата и така, и јас проаѓајќи само од една уличка што ми ја покажуваат тамо, од друга уличка што сака да ми покажат, проаѓајќи низ плоштадот, го гледам плоштадот и ми викам, зашто да идете во некој уличка, е историски. И не, ама има овде ресторани, има ова. Викам, овде еден столб има, го гледаш столбот? Вика, не го гледам, ајде го пред тебе, човеч. Ти го ставиш еден столб со постери, тој ги покрива сите ресторани од оваа страна и толку. Да, ама после доаѓа до ситуација дека мене ми требаат кадри од тој плоштад лето и зима. А они ми викаат, имаш само еден ден на снимање. Значи, јас предпладне снимам зима, попладне снимам лето. Со камиони носат снег, ставаат кај што се гледа у прв план, овакво, и викам, сега е зима, а сите облечени и вруќина, нели, и праѓа, снимаме тоа, и попладне е лето, и се снима лето. Има само една кола, што може да иде у каде, само таа е. И значи, овој каде свртија вака, па свртија така, па од напред, па од назад, не знам како. Тоа се проблеми што реално постојат, или што го реално го отежнуваат целиот процес на снимање и на тие чекања, бидејќи нема пари, па чекаат ова да се дофинансира, тоа да се дофинансира, и доаѓа до овакви ситуации парадоксални. А американците намерно човекот го снима филмот 12 години да има некој процес. Ме дојди кај нас, човече, шо ти е? Зашто снимаш комплицирано 12 години? Овде најнормално. Вратете вака релаксирано уживаме во овие шармантни и автентични истовремено прикази за тоа како се создава филм. Значи, јас уште еднаш ке повикам, ако има некој да се јави за прашање, полека ќе треба да привршуваме за да не влеземе во некрстени часови, бидејќи полноќ се ближи. Еве, уште би дал можност уште на еден од публиката, ако има таков да се јави. Еве, повелете уште вие, па ќе привршуваме. Нека и приказнава.
или малци на кај иднината сакавте да зафатите, сега кога раскажувате дека сте го правиле од пред 10-12 години и сценариото и све друго, сваќам, си го гледам одговорот на прашањето, ама интересно ми е дека меркантилистичкиот дух на младичот цело време влечеше кон дај бе тато една технологија да земе, дај бе тука едни роботи да ставиме, знаеш како добро ќе биде со комбајните. Па после дури и сексуалноста ја продаде да го задоволи духот на патриархатот, само за да му тргне, за да направи нешто, ама излезе дека од сето тоа само еден јали антихрист, јали не антихрист, јали лавина се роди. Тоа некако многу ми личи на денешно време, годинава, месеци, буквално многу тековно. Никогаш не би го кажал подобро од вас. Никогаш. Значи, јас потпарол, ако некојаш барате работа, одма. Навистина, јас појма нема. Ова брилјантно. Благодарам. Навистина. Без шега. Ево и аплауз на отворена се. Видете, кога се занимавате со, одговорот е многу прост, кога се занимавате со некои основни, универзални теми, секогаш се личат дека се современи. Затоа што и тој принцип на сега се чини дека ова позицијата на жената и феминизмот и заради сите овие случувања дека тоа е денешна тема и дека тоа е малце, знаете, феминизмот, викаме, чекајте, а овие 70 години што беа? Какви 70 години кои ќе почнете да гледате, има организирање од крајот на 19 век и така натаму, значи тоа е стално нешто живо во секој период од историјата, од општеството, да кажеме, модерното општество, значи од индустријска револуција наваму, таа тема е стално жива, затоа што е голема неправда. Големата неправда е изразена со динамика. Динамиката не е некои контрасти кои што се едноставно стално војуваат меѓу себе и тие секогаш го прават тоа да е некако живо. И тука е некако таа точно синот застапува еден аспект, нели, на некоја проба да се побуни против некој си систем кој што е онако преден, нели, и неважечки во одредена смисла. Истовремено и стариот има некоја вистина во него, има некои основи кои што ние па сме го заборавили, има некои вредности што не требало да ги отфрлиме, сме ги отфрлиле. Значи кога ќе било кој лик да станете и да погледате светот со негови очи, во некој аспект е во право. И јас единствено што правам е тоа дека кога разговараме и го креираме ликот со секој од актерите посебно, значи тој првиот процес, со секој посебно го креираме тој конкретен лик, затоа што акторот не може да глуми ниту ситуација, ниту приказ на неа, тој може да глуми само лик, тоест човечко суштество. И тој мора да е некаков единичен. И јас секогаш, кога зборувам со некој индивидуално, никогаш не зборувам, ама ти си ваков лош, ти си таков, не. Тоа е само зашто е тоа така и од негова гледна точка тој секогаш е во право. Така се чувства, така сме направени. Затоа имаме толку проблеми. Нели? Затоа што сите сме во право. Сега некаде во некои делови од светот, например Балкан, тоа е наизразито, уште повеќе, нели, таkozvana докторска нација. Знаете, кога бевме деца, сите вика, бе доктор сум за тебе. Фудбал, доктор сум за тебе. Ова, бе доктор сум за тебе. Значи, сите знаат се подобро. И сега, ако малце би се сослушале едни со други, може би и подобро би сме се разбале. Значи, кога таткото и синот би нашле начин да разговараат, нели, идеите на синот, добрите идеи на синот би биле прифатени, а ова добрите основи на тоа што таткото ги носи како вредности би биле задржани и светот би бил идеален, ама не е светот идеален.
така да тоа е основната. И чем се занимавате со такви универзални теми, значи верата, односот, моралот е нешто што не го спомнавме, но тоа е најизразит во целата таа приказ на прашање на моралот и на моралните аспекти. Чем се занимавате со тоа, што и да се случува, секако изгледа како да е некоја аналогија на денешното време. И реално и е, и без да сакате. Понекогаш и без да замислувате токму сега во овој момент да ги коментирате, да кажеме, случувањата што се случуваат со самото тоа што практично засегате во некои најосновни теми и конфликтни теми, динамични теми, секогаш некако ја осликувате на реалноста. Тоа значи дека се развива технологија и така натаму, човекот дали се развива не сум сигурен. Би сакал уште еднаш да се заблагодарам на режисерот Иво Трајков, пресе за тоа што прифати да биде гост на отварањето на фестивалот. Еве, уште еден поздрав со еден аплауз